Пресметај обвивката на тело добиено со ротација на x е еднакво на трет корен од y, за y во граници од 1 до 8 околу x оскар. Формулата за пресметка на обвивка на тело, кога дадена функција попроменлива x, значи тука функцијата ни е попроменлива x, околу x оската е дадена со ова формула. Во оваа задача да забележиме, тука не е експлицитно зададена функцијата y, која што е функција по x. Најпрво треба да најдеме колку е ова f од x. Го земам ова израз, x е еднакво на трет корен од y. Го степенувам на трета, левата и десната страна ги степенувам на степен 3, имам x на трета е еднакво на y. Значи, функцијата која што се ротира, значи имаме ротација околу x оската, мора да биде функција по променлива x. F од x или y, f од x што е еднакво на y, f од x е еднакво на x на трета. Сега веќе имаме функција по променлива x. Уште нешто. Таа ротира или ротира нејзиниот дел, делот кривата на функцијата за вредности на y од 1 до 8. Овие вредности а и б во оваа формула која што ќе треба да ја примениме се врзани за, бидејќи интегралот е по променлива x, се врзани со x оската, односно ова интервал од а до б е подмножество од x оската. А тука ни е даден интервал по y. Треба да најдеме кога ќе се движи y помеѓу 1 и 8, соси 1 и 8, за кои вредности на x, односно y е помеѓу 1 и 8. Ајде тоа да го најдеме. Наместо y пишуваме x на трета. Што се добро? Бараме трет корен од 1, трет корен од 1 помало еднакво на трет корен од x на трета помало или еднакво на трет корен од 8. Трет корен од 1 1, трет корен од x на трета x, трет корен од 8 е 2. 2 на трета е еднакво на 8. Уште еднаш. Кога y се движи помеѓу 1 и 8, x се движи од 1 до 2. Границите на интегрирање ги гледаме во однос на x оската, односно во однос на променливата по која што интегрираме. Па затоа интервалот на интегрирање ќе ни биде од 1 до 2. Ајде да видиме. Значи, видовме дека ротира функцијата x на трета. Таа за вредност 1 има, за x1 има вредност 1, за x2 има вредност, еве тука, од предлика, има вредност 8, за 0 има 0. Е нешто вакво. Но овој дел не е ротира тука. Ротира само од тука до тука, односно на интервалот за x од 1 до 2. Кога ќе се заротира таа од околу x оската, се добива некое вакво тело. Плоштината на обвивката на ова тело може да се пресмета по оваа формула. Уште еднаш да повторам. Кога имаме ротација во однос на x оската, или кога некоја функција, некоја крива, ротира околу x оската, мора кривата да биде на некоја функција по променлива x и интервалот а до b мора да биде дел од x оската, односно мора да биде подмножество од x оската. Доколку функцијата ни беше по y и ротацијата беше по y, тогаш аналогно на овој пример се требаше да работиме по променлива y. Но во случајот, бидејќи имаме ротација околу x, затоа најпрво ја изразивме, експлицитно ја изразивме функцијата y, односно f од x е еднакво на x на трета. Во случај тоа може да се направи, не секогаш може да се направи, но
Ако се бара нешто вакво, најверојатно ќе можете тоа да го направите. Да погледнеме формулата. Потребно ни е уште f' од x, за да ја примениме оваа формула. Имаме f' од x, диференцираме на десната страна, имаме 3x на квадрат. Сега имаме се што ни е потребно за да ја примениме оваа формула. Имаме s еднакво на интеграл од 2π, f од x рековме x на трета, по коренот ќе добиеме 1 плюс изводот на квадрат. 3x на квадрат, целото тоа на квадрат е 3 на квадрат, тоа е 9, x на квадрат е x на четврта, имаме dx во граници, и најавме тука и кои се границите, од 1 до 2. Во ваквите задачи внимавајте како е поставена задачата. Во однос на која оска ротира, за не од почетокот да греши па натака се да ви биде погрешно. Тоа е многу битно. Тоа може да го направите да го писајте доволен број на задачи. Продолжуваме со решавање на ова интеграл. Тоа е еднакво на 2π по интеграл од x на трета по квадратен корен од 1 плюс 9x на четврта dx во граници од 1 до 2. Останува уште да го решиме овај интеграл. За таа цел ја воведувам следната смена. Т е еднакво на 1 плюс 9x на четврта, оттаму dt е еднакво на 36 по x на трета, dx го изразувам dx е еднакво на dt врз 36 по x на трета. Бидејќи тука имаме определен интеграл, кога ќе ја воведам смената, мора да ги сменам и да ги променам и границите да бидат по новата променлива. Кога x е 1, t е 1 плюс 9 по 1 на четврта, тоа е 1 плюс 9. Значи рековме кога x е 1, t е 1 плюс 9 по 1, те ќе биде 10. Кога x е 2, пак ќе гледам. Го гледам овој израз, тогаш ќе имам 1 плюс 9 по x на, односно 2 на четврта сега е 16, 9 по 16 144 плюс 1 145, значи те е 145. Уште еднаш, кога x е еднакво на 2, те ќе биде 145. Имаме 2π по наместо 1 ја ставам новата граница, наместо 2 ставаме новата граница. X на трета. Пишувам, во коренот имам квадрат, го имам t, па затоа имам квадратен корен од t. Наместо dx имам dt врз 36x на трета. X на трета со x на трета кратат. 36 е константа, односно 1 врз 36 имаме во интегралот, може да оди пред интеграл. 2π врз 36 по интеграл од 10 до 40, до 145 квадратен корен од t dt. Ова е еднакво на 2π врз 36. Видовме во претходните задачи дека интегралот квадратен корен од t е 2/3 t по квадратен корен од t. Значи имаме одреден интеграл во граници од 10 до 145. Кога ќе го да решите овој израз, ќе ја добиете обвивката, односно плоштината на обвивката на телото, добиено со ротација на оваа крива околу x-оската во интервалот кога y се движи од 1 до 8. Нека f е глатка функција на затворениот интервал AB и f од x нека е поголемо од 0 за секој x што припаѓа на интервалот од A до B. Нека A е плоштината на регионот под f од x на AB, на интервалот AB, и нека S е плоштината на обвивката на телото што се добива при ротација на f од x околу x-оската. Докажи дека 2πa е помало или еднакво на S. Во кој случај важи равенството? Што треба да покажеме? Што ни е потребно во задачата? Ако со А е означена плоштината што ја зафаќа
кривата на функцијата x, оската на интервалот од А до Б, тогаш таа се пресметува по ова формула. Речи, имаме негативна функција. Сега, доколку таа функција ја изротираме околу x оската и се добие некое тело, плоштината на обвивката на тоа тело ни е дадена со ова формула, односно со S. Треба да покажеме дека 2 пи по А е помало или еднакво на S. Треба да добиеме некакви изрази какви што има тука. F' од x на квадрат е поголемо или еднакво на 0. Ова ви е јасно, така? Било кое бројче на квадрат ќе даде број поголем или еднаков на 0. Сега и од левата и од десната страна ќе додадам 1. 1 плюс f' од x, сето тоа на квадрат е поголемо или еднакво од 1. Ајде да видиме зашто тоа го правам. Сакам некако да дојдам до ваков израз, кој што го имам во формулата за S. Што ми фали? Ми фали корен. Речи, имам тука позитивно бројче и тука позитивно бројче слободно можам да коренам. Па имам квадратен корен од 1 плюс f' од x на квадрат е поголемо или еднакво од квадратен корен од 1, што е единица. Јасно? Што е еднакво на 1. Наредно, ова неравенство тука ќе го помножам по f од x. Каква функција е f од x? F од x е поголема од 0. Што значи тоа? Дека нема да треба да го сменам знакот. Ако не знаевме дали е поголема од 0, ако допушташе задача да биде негативна, нече можехме да помножиме и да напишеме нешто, веќе нече знаевме каков ќе биде знакот. Ако множиме со позитивен број, знакот останува ист, ако множиме со негативен број, знакот се променува. Знакот се менува. Но во случајот знаеме дека f од x е поголемо од 0, затоа може да помножиме и знакот да остане непроменет. Имаме f од x по 1 плюс f' од x, сето тоа на квадрат е поголемо или еднакво од. Ајде, ова ќе го оставам намерно да стои, нема да го, ќе го пишувам цело време. Поголемо еднакво од квадратен корен од 1 по f од x. Ајде да се навратиме на нешто преска што ви спомнав и во претходните задачи. Што значи ако имаме две функции поголеми од 0, значи ненегативни функции на одреден интервал, цело време кога зборуваме на одреден интервал од интерес. И друга функција која што е? Значи имаме една функција ненегативна на одреден интервал до b и втора функција која што е помала од претходната. Ова е поголема од ова. Ако е, и овие ги означам со m од x и n од x. Ако ја интегрирам m од x од a до b, ќе добијам ова целосната простина. Ако ја интегрирам n од x на a до b, ќе добијам ова долната простина. Сега, ако имам две негативни функции, зашто се овие негативни? Ова не е негативно, корен не е негативен, па позитивен по позитивен број дава позитивно број. Истото го имам и од оваа страна. Тоа што го објаснавме тука, јас слободно можам тука да интегрирам на интервал од a до b и да добијам дека интеграл од f од x 1 плюс f' од x, сето тоа на квадрат е поголемо или еднакво од интеграл од a до b, квадратен корен на f од x dx. Ајде да видиме сега, да се вратиме тука и да видиме што може од тука нешто да се изведе. Можам да го запишам така што 2π ќе го извадам пред интеграл. 2π по интеграл од f од x по 1 плюс f' од x, сето тоа на квадрат dx во граници од a до b.
интеграл тука треба да забележите, значи овај интеграл тука треба да забележите е ист со овај интеграл претходно што го добивме тука. Слободно можам тука да запишам дека овај израз е поголем или еднаков, два пи го препишувам. Ако наместото од овај интеграл ставам, определениот интеграл ни дава некое бројче. Ако ставам помало бројче од тоа, ќе добијам помал израз на десната страна. Затоа пишувам поголем или еднакво, два пи го препишувам, наместо ова ставам помало бројче. А тоа е ова тука. Интеграл од А до Б, сега единицата нема да запишам f од x d. Видовме дека определениот интеграл е поголем или еднаков од овај определен интеграл, па сега, ако во овај израз наместо овај определен интеграл го заменам овај определен интеграл, секако дека ќе добиам помал израз, бидејќи производот на едно исто бројче, тоа во случајов ни е 2π, по нешто помало од претходното, ќе ни даде нешто помал број од претходното. Па затоа имаме дека 2π по овај интеграл е поголемо или еднакво од 2π по овај интеграл. Во последниот чекор треба да забележиме дека со овај израз тука, бидејќи f од x е негативна, ни е дадена плоштината која што ја зафаќа f од x и x оската на интервалот од А до Б. Значи ова ни е А. И имаме ова еднакво на 2π по А. Конечно, да го запишеме ова во нов ред, S е поголемо или еднакво од 2π А. Подобивме истото, само обратно запишано од ова што се бараше во задачата. Имаме уште едно барање во оваа задача, а тоа е во кој случај важи равенство. Треба да определиме кога важи равенство. Да ги разгледаме овај израз и овај израз тука. 2π и 2π се еднакви, f од x е исто со f од x. Овај дел го нема во овај израз. Односно, треба да некако да видиме кога f од x тука ќе треба да го помножиме по 1 за да го добиеме овај израз. Да забележиме под коренот имаме f' од x сето тоа на квадрат. Ако тоа f' од x е 0, тоаш под коренот ќе се добие f од x по корен од 1, бидејќи f' од x е 0 плюс 0, односно во коренот ќе се добие нешто вакво. f од x по корен од 1. И во тој случај, од оваа страна ќе имаме израз, односно еднаков израз, како и на десната страна, односно ќе важи знакот равенство. А на кои функции f' од x е 0? Ако изводот на функцијата е 0, следува дека f од x е некоја константа, односно c припаѓа на множеството реални брои. Одговорот на второто барање е кога f од x е константна функција, тогаш важи равенство, односно важи 2π а е еднакво на s. Во случај да f од x е константа.